скрената раката на еден од дефанзивците или од фудбалерите на Работнички кои што се наоѓа во казнениот простор. И овде има намера, но не сум сигурен дека станува збор за дуел, односно за ситуација внатре, во 16-етникот. Ако можеме да го погледнеме од она камера која што е паралелно со линијата од 16-етникот, може би ќе бидеме сведоци на нешто такво. Сепак внатре имам впечаток. Така што нема баш приговор на оваа одлука на судијата Бартон поради испружената рака на Христијан Пецов. Затоа и жолтиот картон. Нема простор за реакции, за незадоволство. Вардар добива шанса за полн погодок на истекот на времето во 7-та минута од судиското надополнување. Ја намести топката на белата точка Дарко Мицевски. Малку ќе остане време по овој пенал за Работнички, но Ристе Јанков сега наспроти сигурниот изведувач на најстрогите казни во редовите на Вардар сезонава Дарко Мицевски. Бие Мицевски, брани Јанков! Останува 0:0. Вардар пропушта шанса да го добие овој меч со пенал во 7-8 минута од судиското надополнување. И веднаш Бартон суди крај на мечот 0:0 во 70-тото градско дерби меѓу вечните скопски ривали, кое што сепак нема победника. Штета е што не видовме голови. Последната можност не ја искористи Дарко Мицевски, кој што прв пат промаши пенал во оваа 97 минута, откако претходно со рака во казнениот простор играше Христијан Пецов. Штета, затоа што мечот беше доволно содржен, поради тоа што има можности за погодок и едните и другите во првото полувреме. Вардар беше